Почитувани, најпрво би сакал да го изразам моето задоволство за оваа можност денеска, заедно со мојот драг пријател Бојко, да бидеме домакини на самитот на Берлинскиот процес и би сакал да и се заблагодарам на канцеларката Меркел за инициирањето на овој многу важен процес за нашиот регион. Оваа година, за прв пат, со Берлинскиот процес заеднички домакини се земји од регионот, тоа е мојата земја, Република Северна Македонија, и соседна земја, членка на Европската Унија, Република Бугарија. За мене, а верувам и за сите вас, ова е доказ дека регионот силно го прифати овој процес за свој. Истовремено, тој обезбеди изворедна платформа за понатамошно негување на нашите односи. Овој самит се случува во невидени времиња на пандемија и сите ние се бориме со огромни предизвици за заштита на нашите граѓани и спречување на тешки економски нарушувања. Во такви околности, заедничкото домакинство на Берлинскиот процес во изминатите неколку месеци работеше на спроведување бројни активности, насочени кон одржување енергична соработка во многу области и на остварување на видливи и опипливи резултати. Водечкиот принцип на Берлинскиот процес имаше за цел да обезбеди континуитет на започнатите иницијативи во рамките на процесот и да се фокусира на резултатите со забележливи позитивни ефекти во регионот. Исто така, ја искористивме политичката платформа на овој процес за понатамошно туркање на одредени иницијативи, како што се регионалниот договор за патување со лична карта, проширување на зелените ленти на Западен Балкан кон коридорите на Европската Унија и соработката во областа на здравството и регионалниот одговор на пандемијата. Исто така, ја продолживме нашата соработка со граѓанското општество, think tank, заедницата и попрашањата поврзани со младите, што како тема се јавуваат на повеќе настани. На денешниот состанок имавме можност да дискутираме за клучните стратешки насоки за нашиот регион, визијата за акцијскиот план за заеднички регионален пазар и зелената агенда за Западен Балкан. Поддршката за двете иницијативи ќе го поттикне економскиот раст и развојот во регионот со поддршка и на европските фондови, но исто така и ќе се осврнат на некои од актуелните еколошки и здравствени предизвици, нудејќи огромен потенцијал за раст и креирање на нови работни места. Идејата за интерконекцијата, која што е во срцта на Берлинскиот процес, еволуираше во поврзаност во многу поширока смисла од инфраструктурната. Регионот со право ја препозна важноста на деловната поврзаност, младинската мобилност, дигиталната поврзаност, диалогот со граѓанското општество, културната размена со цел да се конкурира на глобалните пазари, како и заради општата благосостојба на своите граѓани. Дополнително, Европската Унија исто така храбро ја потврди поддршката на Западен Балкан со најавените дури 9 милиарди евра во грантови на дополнети од новиот инструмент за гаранција за Западен Балкан, со кој треба да се зголемат инвестициите за дополнителни 20 милиарди евра. Овој пакет ќе обезбеди голема финансиска поддршка за нашите реформски процеси и за економската трансформација на регионот. Представувањето на зелената агенда за Западен Балкан дополнително ќе донесе нов наратив во однос на економскиот развој и ќе помогне да се интегрира регионот во клучните политики на Европската Унија. Сите ние се согласивме дека треба да ги унапредиме нашите напори за дополнителен реален напредок во реформските процеси, како и да се унапреди регионалната економска соработка и да се постават темелите за одржлив раст. Само интегриран и поврзан регион може сигурно да чекори кон Европската Унија. Визијата на акцијскиот план за заеднички регионален пазар и зелената агенда го покажуваат вистинскиот правец. Ние влеговме во нова фаза од нашата соработка. Регионот ја презема сопственоста на многу иницијативи и процеси и носи резултати. Во овој момент би сакал уште еднаш да изразам благодарност до сите учесници и партнери во Берлинскиот процес за континуираната поддршка и придонес, секако на чело со канцеларката Ангела Меркел.